Добар ден на сите. Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитувана амбасадорка на Народна Република Кина, Ваша екселенција, господја Јин Лисјен, почитуван министер за транспорт и врски, господин Горан Сугарески, почитуван вице-премиер Оливер Спасовски, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта, господин Зоран Китанов, почитавин представник на Синохидро, господин Руи Джун Джанг, почитувани министри, заменици министри, пратеници, градоначалници, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Ми представува огромно задоволство што денеска стојам тука и можам да кажам дека вградивме едно камче во нашата држава и во градењето на државата за доброто на граѓаните. Завршивме навистина добра работа. Среќен сум што можам да кажам дека овој проект доживеа успех. Задоволен сум што изградивме квалитетен автопат, со што ќе се придонесе за значително подобро поврзување на источниот дел од земјата со двата паневропски коридори 8 и 10. Овој автопат беше една од првите задачи кои што се појави во мојот кабинет кога ја презема функцијата вице-премиер за економски прашања. Тој беше отпочнат, во еден дел изграден, отприлика околу нешто помалку од 60%, и овој автопат требаше да биде готов во мај 2017 година. Имаше долги состаноци, многу разговори, во кои што беа вклучени сите, вклучително значи изведувачот, Синохидро, надзорот, компаниите од Република Северна Македонија, представниците од Министерство за транспорт и врски, вредните инженери од јавното предпријатие за државни патишта. Тие беа повеќе часовни разговори, траја некогаш и до касно во ноќта, но тие не ги пренесувавме со камери и со Facebook статуси, него бевме посветени на тоа да покажеме резултат и патот да го изградиме колку што може побрзо. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите учесници кои што вредно работеа на овој пат, почнувајќи на сите кои што го почнале во 2016 година и сите кои што сега продолжија да го градат, а фактите се неуморни дека најголемиот дел од реализацијата на овој пат беше во втората половина на 17 и 2018 година, кога се постигна и најголемата динамика. Не би сакал да продолжам да зборувам за предизвиците сега. Она што е важно дека во тесна соработка со амбасадата на Народна Република Кина, односно со кинеската влада и со изведувачот на работите Синохидро, компаниите Гранит и Бетон како подизведувачи македонски компании, најдовме заеднички јазик и посветено работевме да ги надминеме препреките кои беа поставени пред нас. Кога го гледаме резултатот, не можам да ја сокријам среќата дека успеавме во нашите планови. Да изградиме квалитетен автопат по светски стандарди кој овозможува безбеден и брз транспорт на лица и роба. Особено ни е значајна безбедноста на нашите граѓани. Тоа е прв императив во секоја работа, а заедно со побрзиот проток овозможуваат повисока конкурентност на македонската економија. Денес компаниите од Свети Николе, Штип, Кочани, Радовиш, Пробиштип, Виница, Пехчево, Делчево, Струмица се во можност многу побрзо и посигурно да ги транспортираат своите производи, што дава дополнителен квалитет, а од друга страна значително влие на намалување на транспортните трошоци на компаниите. Граѓаните од Свети Николе и Штип речиси двојно го намалуваат времето потребно да пристигнат до главниот град, со што активноста за живење во овие градови дополнително се подигнува. Почитувани присутни, владата вети дека ќе работи на унапредување на инфраструктурата во сите сегменти и во патниот, железничкиот, но и во гасниот и електроенергетскиот сообраќај. И тоа недвосмислено го работиме. Во патната инфраструктура во овие 2 години завршивме проекти со вкупна должина од 480 километри, чија вредност надминува 530 милиони евра. Во исто време започнуваме дополнителни проекти, чија вредност изнесува 850 милиони евра. Многу е важно да сме квалитетно и добро поврзани и внатре во Република Северна Македонија, но и со соседите. Би сакал да ја искористам оваа прилика да ви информирам дека на вчера завршениот самит за Западен Балкан информирани сме дека ќе ни бидат доделени грантови од над 40 милиона евра, од кои
околу 27 милиона евра за изградба на автопатската делница Скопје-Блаци. Стратешки важна за унапредување на нашата економска соработка со Република Косово. Тука е експресниот пат Ранковце-Девебајер кон Република Бугарија, експресните патишта Штип-Кочани, Штип-Радовиш, кои што се градат со значителен интензитет. Со сите овие активности, уште повеќе ќе се подобри патната инфраструктура во источниот дел од земјата, која мора да признаеме беше поприлично запоставена. Работиме и на унапредување на железничкото поврзување. Во моментот активно работиме на реализација на првата фаза на железницата кон Бугарија. Очекуваме почеток на изградбата и на втората фаза наскоро, а вкупните инвестиции во железницата во наредните години, доколку динамиката на реализација биде во предвидениот рок, би можела да достигне 1 милиарда евра. Почитувани, во 2018 година Република Северна Македонија и Народна Република Кина обележаа 25 години од воспоставување на дипломатските односи кои се рефлектираат преку високо ниво на соработка и почит помеѓу двете земји. Нашата соработка се движи во нагорна линија, а тоа го покажува и официјалната статистика. Народна Република Кина е наш 7ми трговски партнер во периодот јануари-мај 2019 година, во однос на истиот период претходната година, трговската размена порасна 29,4%, а радува што извозот, иако се уште е мал во однос на увозот, порасна за неверојатни 313%. Народна Република Кина е огромна земја со неверојатен потенцијал за соработка и треба да работиме да ги искористиме потенцијалите за зголемување на економската соработка. Сепак да се навратиме на онаа соработка која веќе ја имаме почнато. Да ја искористам оваа можност и да нагласам дека вториот капитален проект кој го реализираме во соработка со владата на Народна Република Кина, односно Синохидро, автопатската делница Кичево-Охрид наскоро ќе почне со полна имплементација. Мислам дека со кинеските партнери постигнавме разбирање и наскоро може да очекуваме ова автопатска делница да почне да се гради со забрзана динамика за бенефит на граѓаните на западниот дел од земјата, но и за туристичките потреби. За крај би сакал да оддадам почит кон сите оние работници и инженери кои неуморно работеа на овој проект, да ја добие оваа форма која денес ја гледаме и со која сите се гордееме. Градиме патишта за подобра поврзаност и подобар живот на сите граѓани. Нека се користи со среќа. Благодарам.